Министерот за јавна администрација, Горан Минчев, на денешниот настан во Скопје истакна дека Македонија е дел од европското семејство и дека реформите во јавната администрација се клучни за иднината на државата. Министерството за јавна администрација за прв пат започна со спроведување на генерички обуки за административните службеници, кои се темел за професионална и ефикасна администрација. Минчев нагласи дека овие обуки се инвестиција во граѓаните, а не само во службениците, и дека ќе се одржуваат и регионално низ државата. Тој додаде дека младите во институциите треба да имаат понуда за иднина, а целта е изградба на институции што ќе траат и држава од која сите ќе се гордеат. Министерот за внатрешни работи, Панче Тошковски, по убиството во Велес информира дека Министерството за внатрешни работи поднело кривична пријава за лицето кој ги уби Росица Коцева и нејзиниот татко, пред да изврши самоубиство. Тошковски истакна дека, согласно законот, единствено обвинителството може да предложи мерка притвор, а судот ја определува и пресудата. Тој нагласи дека е недозволиво да се манипулира јавноста заради политички цели и дека истрагата ќе покаже дали Министерството постапило правилно. Државната изборна комисија, Државната комисија за спречување на корупцијата и Државниот завод за ревизија потпишаа меморандум за соработка пред предстојните локални избори. Со овој меморандум трите институции ја зацврстуваат својата определба за непосредна соработка, координација и заемна помош при спроведување на одредбите за финансирање на изборната кампања, размена на информации и податоци, како и навремено постапување по утврдени неправилности. Меморандумот има за цел да обезбеди транспарентен и кредибилен изборен процес и да ја зголеми довербата на граѓаните во институциите и изборите. Според Алијансата за родова еднаквост на работното место, родовиот јаз во платите во Македонија во 2022 година изнесувал 13,5%, при што просечната годишна бруто заработувачка на мажите била 615.725 денари, додека кај жените 522.625 денари. Најголем јас се забележува кај вработените на возраст од 45 до 49 години и кај лицата со високо образование. Разликите се предизвикани од помала застапеност на жените на раководни позиции, дискриминација, концентрација во пониско вреднувани сектори и фактот дека од 80 до 90% од работниците со минимална плата се жени. Алијансата нагласува дека родовата еднаквост не е само прашање на правда, туку и предуслов за економски раст и одржлив развој, бидејќи зголемувањето на учеството на жените на пазарот на труд би можело глобално да го зголеми брутодомашниот производ за 3,9% или 5,8 трилиони долари. Апелот е до институциите, работодавачите и општеството за обезбедување еднакви услови, фер застапеност и еднаков напредок на жените. По повеќе години пауза, од следната учебна година повторно ќе се отвори средното полициско училиште во рамки на Центарот за обука во Идризово. Учениците ќе можат да се запишуваат по завршување на втора година средно образование, под услов да се државјани на Македонија, да немаат 18 години, да се здравствени и психофизички способни и да поминат безбедносна проверка. Наставата ќе трае 2 години и ќе се спроведува по програми утврдени од Министерствата за образование и за внатрешни работи. Министерството за животна средина соопшти дека индикативните мерења на PM10 честички во зоната на Трубарево, спроведени од 17 до 18 септември, покажале просечна концентрација од 10,9 микрограми на метар кубен и максимална вредност од 25,6 микрограми на метар кубен. Според резултатите, концентрациите се во рамките на 24-часовната гранична вредност за заштита на здравието и нема евидентирано надминување на дозволените лимити. Министерството ќе продолжи со редовно следење и информирање на јавноста. Српските власти започна разговори со руската корпорација Росатом за проектот за изградба на нуклеарна електрана, откако во ноември 2024 година беше укинат мораториумот на изградба на нуклеарни електрани. Покрај Русија, во конкуренција се и Јужна Кореја, Кина и Франција, а владата веќе потпиша меморандуми со јужнокорејската KHNP и ангажираше француски AIDF за студија за потенцијалот на нуклеарната енергија. Преговорите со Росатом, кои би можеле да траат 1 до 2 години, опфаќаат проектирање, изградба, снабдување со гориво и управување со отпадот. Европската унија може да се обиде да го ограничи руското учество поради усогласувањето на Србија со европското законодавство и притисокот околу санкциите кон Москва. Во Франција започнаа масовни штрајкови и протести против штедењето и планираните кратења на буџетот. Наставници, машиновозачи, фармацевти и болничкиот персонал штрајкуваат, а средношколците блокираат училишта. Синдикатите бараат укинување на фискалните планови на претходната влада, зголемување на трошоците за јавни услуги и повисоки даноци за богатите. Во Париз ќе бидат затворени многу линии на подземната железница, а на улиците се распоредени 80.000 полицајци и жандарми.
Протестите следат поради притисокот врз председателот Макрон и новиот премиер Лекорно, поради висок буџетски дефицит и тешкотии во обезбедување парламентарна поддршка за буџетот за 2026 година. Генералниот директор на Светската здравствена организација, Тедрос Аданом Гебрејесус, предупреди дека болниците во северниот дел на појасот Газа се преоптоварени и на работ на колапс поради големата офанзива на израелската армија. Тој истакна дека ранетите и инвалидите не можат да стигнат до безбедно место, а ескалацијата на насилството ја блокира испораката на витални медицински залихи. Американскиот председател Доналд Трамп најави дека ќе го прогласи антифашистичкото движење Антифа за терористичка организација по убиството на десничарскиот активист Чарли Кирк. Трамп и неговата администрација ги обвинуваат левичарските групи за создавање непријателска атмосфера, додека критичарите сметаат дека председателот го користи случајот како изговор за справување со политичките противници. Правните експерти посочуваат дека Антифа е лабаво организирано идеолошко движење без јасна структура, па е неизвестно каква правна тежина ќе има најавата. Белата куќа исто така подготвува извршна наредба за политичко насилство и говор на омраза. И покрај децениските немири и политичка нестабилност, Либија продолжува да привлекува туристи кои се дел од растечкиот тренд на така наречен опасен или мрачен туризам. Од убиството на Муамер Гадафи, земјата е расцепкана меѓу ривалски групи од истокот и западот, што ја прави високоризична дестинација. Иако повеќето држави ја сметаат Либија за небезбедна и предупредуваат да не се патува таму, секоја година речиси 100.000 туристи сепак ја посетуваат. Некои велат дека не наишле на проблеми, но постојат и сериозни инциденти. Британецот Даниел Пинто, кој се опишува себе си како опасен турист, бил држан под оружје цели 7 часа на воен контролен пункт за време на своето 21-дневно патување низ земјата во мај 2024 година. Слични патници се честа појава кои не ги привлекуваат плажи и коктели, туку ризикот, адреналинот и историјата на места погодени од катастрофи или конфликти. Експертите предупредуваат дека ваквиот вид туризам може да биде опасен, но интересот не стивнува. Сепак Либија останува символ на оваа нова авантуристичка желба, дестинација која предизвикува и восхит и страв. Времето денеска ведро и посвежо преку денот сончево. Ќе дува слаб до умерен наместа долж по вартарието повремено засилен ветер. Во Скопје сончево време со слаб до умерен, а во делови од котлината повремено засилен ветер од северен правец. Во наредните денови следува период на сончево време со посвежи утра, а дневната температура ќе биде во постепен пораст. Особено топло ќе биде во деновите од викендот и во почетокот на следната седмица, информираат од Управата за хидрометролошки работи.